Добар ден. Поминаа само 7 дена од нашата последна средба, а во светот на автомобилите се случија извонредно интересни настани. Audi RS6 е загрозен на позицијата најбрз пилјарски автомобил и конкуренцијата му доаѓа од Германија во облик на Mercedes E-класа T-модел во AMG 63 изведба. Исто така ќе ве информираме и за новата алијанса за идни технологии која се случи помеѓу Honda и General Motors, но денешната емисија ќе започнеме со рапорти од Иберискиот полуостров. Во Барселона се прикажа петата генерација на Seat Ibiza, но пред да видите што ни носи Seat Ibiza во својата пета генерација, ве поканувам да се прошетаме прво до Лисабон, каде беше одржана 16-тата гала вечер на Ауто без жирито и се разбира беа доделени наградите. Погледнете каква беше атмосферата таму. Шеснаесеттото издание на доделувањата на Аутобест признанијата овој пат се одигра во Лисабон. Градската корида наместо разбеснетите бикови ги дочека членовите на жирито и нивните гости, припадници на врхушката од автомобилската индустрија. Во пријателска атмосфера, без оглед кој на која марка или организација припаѓа, се потврди духот на најголемото по бројно стручно жири во светот. Аутобест покрива пазар од 680 милиони жители, па затоа признанијата што ги доделува имаат особено значење. Во хектичната атмосфера на коридата улогите беа сменети. На партерот беа членовите на жирито и нивните гости, додека во публиката седеа биковите. Доделувањето на наградите беше проследено со интересна програма, чии точки изобилуваа со страст. Доделувањето започна со специјалните награди, а со нив се закитија новата Opel Ampera E со EcoBest наградата, што е европското водечко признание за најрелевантни еколошки производи и технологии, а во регалот на Opel отиде и Company Best, кој под водство на доктор Карл Томас Нојман се врати во безбедни финансиски води. Годинава Дизајн Бест наградата отиде кај Томас Ингенлат, главниот дизајнер на Volvo, заслужен за интензивната трансформација на дизајнот и воведување на новата флексибилна платформа на Volvo. Специјалната награда Smart Best му припадна на Peugeot поради неговото иновативно iCockpit решение. Euro NCAP организацијата која се грижи за проверка на безбедноста на автомобилите го круниса својот дведецениски јубилеј, добивајќи го признанието Safety Best, додека човек на годината е Карлос Таварес, поради водењето на PSA групата низ пресвртницата. Круна на вечерта беше доделувањето на Аутобест признанието на Атека, кое патем речено е прво меѓународно признание што го добива Seat. Лука Де Мео не го криеше задоволството и најави дека тука Seat нема да застане. Оваа награда представува признание за посветеноста на сите 17.840 вработени во Марторел и стимул за понатамошна работа. Традиционалната заедничка фотографија на жирито и наградените го најави крајот на годинешната манифестација и најави почеток на подготовките за следната, кои започнуваат од идниот месец. Со нова платформа и повеќе технологија, Seat Ibiza започна да го трча петтиот круг од својот магичен живот. Пристигна на овој свет како намалена форма на Леон, што не беше изненадување.
Оние што желно ја очекуваа, можеби бараа повеќе, но ќе мора да се задоволат со фамилиарниот изглед. За него во Martorell сметаат дека е доволно провокативен да биде успешен. Прецизниот поглед ќе открие неколку нови детали, но тоа е се. Наместо нов дизајн, шпанскиот адут во субкомпактната класа на купувачите ќе им понуди повеќе комфорт. Тоа го возможува фамозната MQB платформа, адаптирана за користење во европскиот супермини сегмент. Со неа Ибица не порасна во должина, туку само во широчина. Заедно со поголемото меѓуоскино растојание, тоа и донесе повеќе простор во интериерот. И багажникот е значително поголем, со што се елиминирани двете најголеми забелешки на досегашната генерација. Со новата платформа Ибица доби и подобри возни својства, но не и поголема моторна понуда. На почетокот ќе биде на располагање само со две погонски единици во 5 изведби. Бензинската е трицилиндрична со 95 и 115 конски сили. Исто толку ќе има и 1,6 литарскиот дизел, кој ќе доаѓа и во верзија со 80 конски сили. На пазарите каде тоа е интересно ќе биде понудена со 90 конска варијанта на 1 литарскиот мотор кој како погонски енергенске користи природен газ. Послабите мотори ќе имаат менувач со 5, а посилните со 6 степени. Секако на располагање ќе биде и 7-степената DSG трансмисија. Притисокот во степочниците ќе биде зголемен подоцна годинава, кога Ибица ќе биде понудена со новиот 1,5 литарски бензинец со 150 коњи. Одлично вклопувајќи се со FR ливрејата, тој ќе ја предизвика желбата на светот подобро да се запознае со динамичноста на новите модели. Визуелно се разликува по задниот дифузер, браниците и црните инсерти, а суштински по ослонувањето кое е потврдо и има 2 степена на подесување. Импресивната листа електронски асистенти е на располагање на сите изведби, а аудиофилите посебно ќе ја ценат 300-ватната Beats опција. Како најважен модел на Seat, новата Ибица беше најавена со подсетување на нејзините 4 генерации. Малото ибериско змејче се појави пред точно 33 години. Тогаш Seat се уште не беше посвоен од Volkswagen семејството, но таа беше направена со помош на Porsche, а Giorgetto Giugiaro и подари автентичен дизајн, предизвикувајќи ја желбата на купувачите да се запознаат со неа. Се продаде во 1,3 милиони примероци и се уште под лиценца се произведува во Кина. Патот на успехот на кој таа го изведе Seat го следеа и наредните 3 генерации. Почнувајќи од јуни, по него ќе продолжи и најновата, но без караванската ST верзија, која Seat ја исфрли од гамата на Ибица после само една генерација. Место во понудата веќе нема ни за 3-вратната изведба, што не се очекуваше. За цените е рано да зборуваме, можеби ќе ги дознаеме за помалку од 1 месец во Женева. На специјално затоа свикана пресконференција во Детройт, General Motors и Honda објавија дека до 2020 година започнуваат со заедничко производство на напредни системи на водородни горивни келии. Двете компании ќе инвестираат вкупно $85 милиони во фабриката која ќе биде лоцирана во американската сојузна држава Мичиген. Оваа прва од ваков вид индустријска соработка беше најавена уште во 2013 година. Тогаш General Motors и Honda ги интегрираа развојните тимови кои работеа на нова генерација горивни келии и системи за складирање на водород. Беа споделени и патентите, вкупно 2220, со цел што побрзо да се дојде до комерцијално прифатливи погонски системи што би се вградувале во нивните возила. На пресконференцијата беше покажан и резултатот од нивниот ангажман, прототипот на склопот горивни келии кој е помал, полесен и поиздржлив. Голем дел од автомобилските аналитичари токму во водородот ја гледаат долгорочната иднина на погонските групи за возилата. Дури и оние што се скептични се согласуваат со неговите неспорни предности, 100% еколошка прифатливост и ниската цена на погонското гориво, кое засега од нафтата го има во неограничени количини.
Снегот и мразот може да ги оковаат патиштата, но не и желбата за патување. Посебно не ако ве чека нешто вакво како Mercedes AMG E63 T модел, а желбата ќе нарасне ако во неговата ознака се среќава и буквата S, која објаснува дека е најмоќната и најбрзата изведба на Е-класата досега. Во незиниот нос се крие 4-литарски битурбо V8 мотор со 612 конски сили и 850 Нм, кои гледајќи ги на дело само ќе навестат што можат. Вистината не се дознава ни во табелата со технички податоци, каде под графата за максимална брзина е заведена бројката 250. Целиот потенцијал на овој караван се ослободува со опционалниот AMG Drivers пакет, со кој стрелката на дигиталниот брзиномер ќе се искачи до 290 км на час. Со или без него, караванскиот E63 AMG ќе забрза до 100 за 3,5 секунди. Малку попитома е стандардната изведба, онаа без S во ознаката. Дефицитот од 42 конски сили и 100 Нм ја прави за 0,1 секунда побавна во забрзувањето. Се друго е исто, вклучувајќи ја и потрошувачката. Неа од почит кон AMG ознаката нема да ја споменеме. Наместо тоа ќе кажеме дека моторот е опремен со технологија за деактивирање на цилиндрите кога од некој не се бара полна сила. Гледајќи ги сите овие бројки, се наметнува прашањето кому му треба еден ваков автомобил. Зарем E43 AMG со својот V6 мотор од 401 конска сила не е доволен? Освен што се покажува техничката надмоќ над конкуренцијата, работа на престиж е да се има ваков модел во понудата. Уште поголем во гаражата. А престижот одлично се вклупува со трикраката звезда, посебно за оние кои живаат во брзиот живот. Мерцедес него го возможува со секојдневната практичност на овој караван. Моќно дизајнираната каросерија е за 3 см поширока од регуларната. Стилските детали што ја издвојуваат, кои ги забележува и неистренираното око, сепак не делуваат премногу агресивно. Такви се и спортските седишта, работното место на возачот и целокупниот амбиентален впечаток. Кога се патува надалеку, на располагање е багажен простор од 640 литри. Со целосно преклопување на задните седишта поделени во сооднос 40-20-40 се добиваат вкупно 1820 литри. Питомото возење во тој случај го возможува целокупната интелигентна електроника пренесена од стандардната Е-класа. За оние кои сепак сакаат од време на време да побеснат малку, постои посебен дрифт режим. Со негово активирање место на сите 4 целата сила се испраќа само на задните тркала. Таквите сигурно ќе се решат и за керамичките сопирачки дискови од 402 мм напред и 360 назад, додека воздушното ослонување и 9-степената автоматика ќе ги добијат секако. За колку пари ќе дознаат идниот месец. Mercedes AMG 63 T модел ќе ги плени срцата не само на оние кои сакаат да имаат голем автомобил со многу простор, туку и на оние кои сакаат динамично и спортско возење. Кога сме кај германските производители, неопходно е да го споменеме и Opel, кој за 2017 година најави дури 7 новитети. Insignia Grand Tourer не е веќе тајна. Нејзината комерцијализација започнува во март месец, но за Женевскиот салон на автомобили уште една премиера е закажана на штандот на Opel, се разбира покрај Insignia. Тоа ќе биде моделот Crossland X, кој ги влече своите корени од мока, но нуди еден сосема поинаков поглед на овој тип возила. Во соработка со групацијата PSA, Opel сака да направи една голема палета на своите производи, а еден сличен таков производ треба да дојде во текот на годината, поточно во втората половина. На екстравагантен начин, пред околу 1000 гости, Opel во фамозниот берлински Крафтверк го представи новиот Crossland X.
Нарекувајќи го возбудливо различен, тој за германскиот производител значи повеќе од нов модел и ќе ја предводи пазарната офанзива која годинава предвидува лансирање на 7 новитети. Замислен е не само да ја наследи мерива, туку и да ги пренесе незините моноволуменски предности во кросовер пакување. Остар и компактен однадвор, а простран и флексибилен однатре, тој ги комбинира својствата на двете класи возила. Изгледот му е типичен кросоверски, но се обраќа на оние кои повеќе се фокусирани кон семејните потреби и животот исполнет со радост. Ги цитираме зборовите на маркетинг директорот на Opel Тина Милер. Crossland X е автомобил за луѓето кои сакаат да живеат во град, но и да одгледуваат зеленчук во градината на покривот и на кои им треба доволно простор за децата и шопинг на органски производи. Можеби ќе звучи конфузно, но од Opel тврдат дека новиот кросовер нема да се меша со публиката на која и се допаѓа Mokka X. Иако имаат слични димензии, вистинската разлика е во тоа што ќе доаѓа со погон само на предните тркала и има помал клиренс. Без предрасуди кон минатото, Crossland X треба да ја дополни понудата на Opel на трендовски начин со градски стил и опуштен имидж на спортско корисно возило. Дизајнот е смел со доста стилски разубавувања, а внатрешноста модерна и максимално искористена. Во неа искуствата од мерива и Mokka X се преплетени на практичен начин. Функционалноста ја зголемуваат мношто умни решенија, како што се лизгачките задни седишта. Кога се во најоддалечена позиција, во багажникот на Crossland X ќе собере 410 литри. Љубителите на техниката ќе се насладуваат на инфозабавниот систем, а ќе можат и бежично да ги полнат своите мобилни телефони. Предвидена е широка палета електронски системи кои ќе му помагаат на возачот и ќе се грижат за безбедноста. Opel Crossland X ќе ги вкрсти погледите со светот на салонот на автомобилите во Женева идниот месец. Партнерски е развиен со PSA групацијата и ќе ја има истата платформа од Peugeot 2008. Не би се изненадили, иако моторите им се исти. Заедно со идниот Citroen C3 Picasso ќе се произведува во фабриката на General Motors во Шпанија. Од француско-германската копродукција го очекуваме и поголемиот Grenland X, кој ќе се придружи на гамата на Opel како наследник на Зафира. Според договорот за соработка потпишан пред 4 години, тој ќе биде близок роднина на Peugeot 3008 и ќе се произведува во Франција. Третиот заеднички модел ќе биде лесно комерцијално возило кое идната 2018 ќе ги замени Berlingo, Partner и Combo. Законот за задолжително осигурување во сообраќајот на Република Македонија, меѓу останатото, го регулира и надоместувањето на штета од странски моторни возила предизвикани на територијата на Република Македонија. Лице кое што управува странско моторно возило при влез на територијата на Република Македонија должно е на овластените службени лица да презентира меѓународна важечка исправа за осигурување или пак друг доказ за осигурување признат во Република Македонија. Доколку на територијата на Република Македонија се случи сообраќајна незгода во која еден од учесниците е лице кое управува странско моторно возило, учесниците се должни да ги повикаат овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи, кои се должни да излезат на лице место и да извршат увид, при што ќе изготват записник од извршен увид и скица од местото на настанот. Лицето кое што во ваква сообраќајна незгода, каде што виновен и односно одговорен за истата е возач кој што управувал странско моторно возило, има право барањето за надомесна штета, кое што може да биде материјална или нематеријална штета, да го достави до Националното биро за осигурување на Република Македонија или пак до друштвата за осигурување кои што се членки на Националното биро. Друштвото за осигурување до кое што е поднесено барање за надомесна штета од сообраќајна незгода, каде што виновен за истата е лице кое што управува странско моторно возило, должно е во рок од 3 месеци од денот на доставувањето на барањето, заедно со пропратната документација, да ја обработи штетата и на оштетеното лице да му ја исплати таквата штета. Доколку во овој рок
друштвото за осигурување од било која причина не го стори тоа, во тој случај оштетеното лице има можност своите права и интереси да ги оствари и заштити пред соодветна судска постапка пред надлежните судови во Република Македонија. Појавувањето на нов модел секогаш ја скокотка автомобилската јавност, посебно ако е од етаблираната марка како Peugeot. По долгиот период на подготовка за да биде како заслужува, регионалниот импортер Euroimpex од Скопје не повика на презентација на новиот 3008. Имавме можност на едно место да се запознаеме со повеќе варијанти на францускиот адут во кросовер сегментот. Релацијата до околината на Гостивар можеби не одговараше за ваков тип на возило, но затоа, менувајќи се попат, можевме директно да споредиме повеќе изведби во исти услови на возење. Секој од возилата што ни беа на располагање се разликуваше по нешто – моторот, трансмисијата и опремата. И за сите мора да кажеме дека се добро одмерени, уште подобро спакувани. Тоа, впрочем, е резултат на чекањето на Peugeot за приклучок на брзата лента по која се движи европскиот автомобилски пазар. Трендовите ги најавија уште пред доста време, но кросоверите вистински ги нападнаа сетилата на купувачите дури пред некоја година. И додека сите други експериментираа со димензиите, формата или содржината, во Peugeot ги потиснаа амбициите, како да знаеа дека треба да почекаат, подобро да се подготват и да понудат поконкурентен модел. Во поглед на димензиите, 3008 е долг 4,45 метри, што е за нијанса повеќе од директните конкуренти. Тоа се чувствува во внатрешноста во која има повеќе место отколку што се очекува. Малиот управувач сам легнува во рацете, а оддалечената и подигнат инструмент табла е точно таму каде што треба, во висина на погледот. Таа, како срце на iCockpit интериерот, е најпривлечното парче напредна технологија во 3008. Дигиталниот дисплеј му овозможува на возачот да бира што ќе гледа, а квалитетната графика го покажува тоа на пријатен начин. Peugeot за iCockpit сосема заслужено ја доби SmartBest наградата што ја доделува AutoBest. Единствена наша забелешка е предното стакло кое во горниот дел се чини преблиску до возачот. Не пречи во возењето, но чувството е такво. Растојанието од подлогата од 22 см дава храброст за теренски предизвици, иако нема погон на сите тркала. 4x4 верзија сепак ќе има, но хибридна и на неа ќе се чека уште 2 години. Дотогаш моторната палета на 3008 ќе биде сочинета од 2 бензински и 4 дизел мотори. За стартната понуда е задолжен 3-цилиндричниот 1,2 литарски турбомотор со 130 конски сили. На прв поглед мал, но тој сепак добро се носи со 3008. Лесно забрзува, уште полесно ја одржува брзината и добро е изолиран. Интересна е комбинацијата со 6-степениот автоматски менувач, кој е единствен избор за посилниот бензинец од 1,6 литри. Во Peugeot сметаат дека неговите 165 коњи доаѓаат до вистински израз само со него. Затоа пак изборот за љубителите на дизелите е поголем. Погонските агрегати имаат зафатнина од 1,6 и 2 литри. Првиот доаѓа со 100 и 120 коњи, а вториот со 150 и 180. 5 степен менувач е предвиден само за најслабиот, а за сите други 6 степен по избор мануелен или автоматски. Нам во возењето поголем впечаток ни остави токму автоматската опција. Одлично се согласуваше со познатиот дизел карактер, нудејќи агилност што ретко се среќава во сегментот. Тежината во предниот дел се чувствуваше, но не до мерка со која електрониката не би се справила, а неа ја има во исклучително голема количина. Зависи секако од избраниот пакет опрема, кои ги има 4. Цените на Peugeot 3008 на македонскиот пазар стартуваат од 22.490 евра. Убедени сме дека новиот француски кросовер добро е подготвен да влета во битката во сегментот кој во последната деценија порасна за 6 пати. Но Peugeot цели тој да биде лидер меѓу своите, позицијата во Европа која не се достигнува лесно. Затоа ќе му требаат некоја година стаж и веќе споменатиот погон на сите тркала, за кој се надеваме дека нема да биде толку скап како претходникот.
Прошетката ни светот на автомобилите ја завршивме на домашен терен. Иако го имавме Peugeot 3008 пред 2 емисии на тест, со задоволство ја прифативме поканата на импортерот Euroimpex уште еднаш да седнеме зад воланот на ова интересно и иновативно спортско корисно возило. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Бидете во добро расположение и здравје до следното издание кое го подготвуваме за 7 дена. До гледање.